Кралското семејство внимателно го следи здравјето на кралот Чарлс, како и сите промени поврзани со него. Меѓутоа, изгледа дека принцот Вилијам и Кейт Мидлтон повеќе прават планови за вонредни ситуации, доколку продолжат здравствените проблеми на кралот Чарлс. Уште во септември, Кейт објави дека завршила со хемотерапија, додавајќи дека со нетрпение чека да се врати на работа и да направи уште неколку јавни ангажмани во наредните месеци. Како што продолжува нејзиното закрепнување, таа и Вилијам преземаат се повеќе кралски должности, особено откако кралот Чарлс неодамна направи пауза од лекувањето за да ја посети Австралија. Сепак изворот вели дека работите зад сцената не одат толку добро, па поради тоа Вилијам и Кейт се подготвуваат за преземање на тронот. Тоа не е тема за која луѓето отворено зборуваат, но сите се свесни дека здравјето на Чарлс е нарушено, изјави извор за In Touch. Последното нешто што Кейт и Вилијам го посакуваат е Чарлс да абдицира. Тие сакаат да продолжи оноку колку што е физички способен, но постои таа ужасна реалност за неговата здравствена состојба и фактот дека тој станува се постар, така што времето за негова замена изгледа дека дојде побрзо отколку што се очекуваше, додаде изворот. Со оглед на тоа што принцот Хари и неговата сопруга Меган Маркл се уште не учествуваат во одлуките и отстрана го наблюдуваат се она што е поврзано со повлекувањето на Чарлс од кралските должности, се создава уште поголем притисок врз Вилијам и Кейт да ги преземат новите улоги. До сега тоа го правеа, а Чарлс е повеќе од импресиониран од нивната работа. Реалноста е дека тие мора да се подготват за таа можност и да се справат со неа и ментално и во праксата, вели изворот. Ова станува се поочигледно, а Чарлс е пресреќен знаејќи дека неговото наследство на крајот ќе го презема тие. Пејачката Теа Таировиќ на 30 ноември ќе одржи концерт во Скопската арена Борис Трајковски. Во рамките на промоцијата за концертот, таа вчера ја посети спомен куќата на Тоше Проески во Крушево, пренесува Република РС. Денес ја посетивме спомен куќата на Тоше Проески. Ние кои го познававме лично ја знаеме неговата душа преку музиката. Денес дознав уште многу детали за неговиот живот и полна сум со емоции и убавина. Колку ги сакал луѓето, музиката, животот. Македонија препознала неговата гениалност и восерискиот талент уште на почетокот на неговата кариера, а и остатокот од регионот. Неговата душа нека служи како пример и вечна инспирација. Те сакаме Тоше, напиша Теа на социјалната мрежа Инстаграм, каде сподели неколку фотографии од посетата на спомен куќата. Нејзиниот потек не се допадна на Јелена Карлеуша, која се познаваше лично со Тоше. Таа се огласи на истата социјална мрежа. Во последно време ништо ми се нема згадено толку колку естрадното ѓубре кој го користи името на Тоше и неговата спомен куќа заради ефтин маркетинг пред некаков настап во Македонија. Лажни солзи, ефтина патетика и уште поевтина пејачка во злоупотреба на ликот и делото на покојниот Тоше. Лигавом да се заработи и сето тоа позирајќи пред камери. Дното го доби својот подрум. Сигурна сум дека Македонија тоа ќе го препознае и ќе го награди со апсолутен бојкот, порача Карлеуша. Доаѓенот на Народниот театар од Битола, актерот Борис Чуревски е годинешниот добитник на највисокото општинско признание, наградата 4 ноември за животно дело. Наградата 4 ноември општина Битола ја доделува по повод денот на ослободувањето од фашистичката окупација. Чуревски е еден од најплодните актери во историјата на битолското глумиште со одиграни над 150 улоги. На сцената на Битолскиот театар помина 41 година, иако се пензионира во 2016 година, не се откажа од актерството. Поважни театарски улоги кои ги остварил се Осман Бек во Македонска крвава свадба, Дон Жуан во представата Дон Жуан се враќа дома, Барон Михаузен во Михаузен, Јордан во Печалбари, Капулети во Ромео и Јулија и многу други. Има и 20 филмски и 15 улоги во телевизиски серии. Глумел во филмовите Трговецот од Солун на Душан Наумовски, Црвениот коњ на Столе Попов, Прва вечер на Димитрија Османли, Прашина и Мајки на Милчо Манчевски. Играл и во сериите Илиндам, Девојките на Марко, Битолски Лакрдеи, Втора смена, Големи и мали, Трето па машком, Црвениот поет и други. Добитник е на бројни награди и признанија.
Македонија во срцете носиме, проектот со потписот на Скендеровски продукција содржи 12 родолюбиви песни кои во ново руво ги спакува маестро Николче Мицевски. Ова е приказна која трае безмалку 2 години и ќе биде заокружена на 7 декември со голем концерт во Скопје. Концертот е закажан во големата сала на Филхармонија во придружба на голем симфониски оркестар и под диригентската палка на Саша Татарчевски. Она што е ново, како што беше соопштено, е дека освен веќе добро познатите 12 преработки на патриотски песни, публиката ќе има можност на сцената да види и да слушне уште 3 нови. Промена во однос на имињата кои беа дел од турнејата, а во чии рамки се одржаа 18 концерти широм земјава и еден за нашите во диаспората нема да има, односно 3 најавени номери ќе бидат отпеани од некој од нив. Со оглед на тоа дека маестро Николче Мицевски кој ги подпишува сите преработки, а овој пат ќе биде задолжен и за оркестрациите, се уште вредно работи, дополнително ќе бидат откриени детали околу тоа за кои номери станува збор и кој ќе ги отпее на сцената на Филхармонија.